Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание Јади бурек на ТВ Сонце. Вечерва за прв пат имам гостин, прв пат е гостин во емисијата, но и прв пат од оваа професија. Лили Ивановска, оптометрист. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко. Благодарам на поканата да гостувам вашата емисија. Многу ти благодарам што дојде. Искрено да ти кажам, не сум општествено одговорен, бидејќи да бев сигурно пред 20 години ќе те поканев тебе или вашата мајка, кој исто така офталмолог и стручњак, поздрав и до неа. Со годиниве како сум на емисија, а животот не го поминувам по кафани, туку пред компјутер, полека и како си идеа годините. Се сеќам пред 5, 6, 7 години кога дојдов кај тебе, ми рече, ова е старечко слепило. Си извадив од памет, па почна убаво да ми објаснува што се случува со годините и така натаму. Лиле се грижи за очното здравје и сите вие што имате и што мислите дека немате, аки имате таков проблем, Лиле малце вечерва ќе се обиде да ви објасни што е тоа прво. Ајде да се запознаеме што е оптометрист, па да идеме понатака дел по дел, па да дојдеме до она што нам ни е толку многу важно во целава приказна. Така, оптометрија е наука која што се бави со изучување на оние проблеми на очите кои што не се поврзани директно со болести. Например, рефрактивните проблеми. Значи сите оние проблеми кои што се решаваат со очилата, со контактни леки. Проблеми со очните мускули, кои што прават во денешно време се многу чести и прават најчесто астенопични проблеми, значи даваат главоболки, двојна слика и така натаму, затоа сакам да продискутираме малку подетално подоцна. Па например проблематиката со контактните леки секако и еден сегмент кој што е поврзан со најмалите, значи проблемот со бинокуларниот вид кај дечиња со страбизм. Што е вашата струка и ете оптометрија во една стручна дефиниција? Нешто разбрав, нешто не разбрав. Во ред. Така. Што е вашата стручност? Што имате вие завршено? Јас конкретно имам завршено факултет по оптометрија во Италија. Значи тоа е факултет кој што значи не е медицина па специјализација како офталмолозите, туку си е факултет посебно за конкретно за овие сите проблеми ги викаме функционални, односно проблеми кои што не се поврзани со очни болести. Значи, додека, например, катарактата, макуларните дегенерации и така натаму се проблематика на офталмолозите, нашата проблематика е кај проблеми кои што се пред се рефрактивни, значи очила. Рефракција, тоа значи проблеми кои што се решаваат со носење на очила и проблеми кои што се решаваат со контактните леки. Значи, тоа е основната наша дејност. Да речеме тоа што го работам јас. Иле, ајде, Јади Бурековски да ти поставувам прашања, а ти те молам колку можеш биди опширна и стручна. Зашто ќе Зашто го губам видот? Не е јас. Те прашувам во име на гледачите. Некој на 20 години, некој на 2, некој на 50, така. А има луѓе кои ќе ги сретнам и на 60 и на 70, чита книги и онака голтам книги. Ми се случи пред некој ден, го гледам еден постар човек, ама онака дедо, застанал и чита етикета у маркет, вака ја чита. Мене со 2 пара наочари, ја не можам да пошто мене ми е супа пред оваква. Да. Викам, извини, го читаш? Да. Викам, може се поздравам со тебе, Маја да ме фати. Точно, тој дедо или две опции се да речеме тука можности кои што се конкретно кај дедото. Значи, или тој не гледа надалеку, па затоа чита блиску, или пак има едно око кое што му гледа надалеку, а другото на блиску. Значи, може да имаме и разлика во двете очи. Не веруваш дека е потполно здрав? Може да има потполно здрав човек со здрав вид? И тоа верувам. Верувам. Не е веројатно, меѓутоа, секако да го прегледам, да видам каква е ситуацијата. Она што јас можам да го објаснам сега во моментот, да држи вода, нели, да е најлогично. Зашто велиш не е веројатно? Значи, скоро сите ние како растеме, го губиме видот. Да, значи, еве конкретно тој проблем е проблем на акомодацијата, односно на мускулатурата внатрешна на очите, која што со тек на време слабе. Значи, 20-30 годишни можат полесно, нели, да работат и во теретана, нели, во теретана нема баш 70 годишни повозрасни луѓе. Добро. Таа мускулатура со тек на време слабе. Значи, ни треба помош. Така што
на ниво на очите, таа помош е со очила плюс диоптрија. Доколку зборувам сесија нормално, значи човек има 0 за далеко и се гледа во ред без помагало. Мадам Лиле, ај повторно уште еднаш оваа проблематика. Видот, ја мислев дека ние физички нешто се случува со нашите очи, со рожницата, со леќите на нашите очи, па го губиме видот. Вие велите мускулатурата е во суштина. Точно, мускулатурата. Значи окото Па дај ќе земам тегови, кажи ми ќе вежбам. Точно. На ниво на очите, значи постојат тегови под наводници из очите. Не, раскажи ми првен уште за овој процес на губење на видот. Кои се тие мускули? Раскажи го малце повеќе Значи, овој. окото е создадено за да гледа надалеку. И е создадено, има внатрешни мускули кои што ја да речеме леќата ја движат условно кажано, кои што го создаваат тој процес на акомодација. Значи окото од блиску за да види акомодира. Ја придвижува леќата и ја... Значи таа ја менува својата форма. Вау. Да, и Ова не фактички сум го знаел. и ја менува својата диоптрија. Значи од да речеме 0 за далеко, акомодира, викаме ние, значи ја менува својата форма и тоа е исто како да ставите леќа. Оно е леќа, само што има флексибилност. Ова белово, ова топкава што имаме у глава, таа во суштина е мускул? Не таа топката бела. Внатре, во црнката. Значи тоа не се гледа Добро. со голо око и тоа Добро. не можете да го видите. Меѓутоа, значи Самата црнка? ирисот, црнката. Да, Ете ирисот, така. да. Таа има мускулатура која што ја предвижува. Само во око внатре, има позади, мускулатура. Точно. Ја морам да повторувам затоа што ова тера инкогнита за мене и сакам убаво да го научам, а и да го разберат гледачите, добро? Да, така што тоа е мускулатура која што со тек на времето, значи кај децата е најака. Доке 20-30 години, да речеме, полека, слабе, меѓутоа ништо посебно за да прави проблеми. После 40-та година почнува таа мускулатура да слабе. И поради тоа слабење не можеме повеќе да изоструваме од блиску како што сме можеле до тогаш. Сега, тука зборувам пак ќе речам дека е тоа кај луѓе кои што имаат, значи, 0 за далеко, односно гледаат перфектно надалечено. Имаат потреба само од мала диоптрија за читање, која што со текот на годините се зголемува и некаде до кај 60-та година од прилика после тоа стагнира. Тука е добрата вест што после 60 стагнира таа проблематика и нема веќе толку промени како што има во првите 10-15 години. Господин Лиле, логичното прашање кое ми се наметнува, зошто слабеат тие мускули? Прва и основна причина е возраста. Не разбирам. После 40-та година, 41-та, втора, индивидуално, меѓутоа тука во тие неколку години, почнува, значи, да се замор на мускулатурата. Добро. Значи почнува да се замараат тоа цилјарно тело и тие мускули, поради што почнуваат постепено да не можат повеќе да акомодираат. Значи акомодираме кога ќе се роди бебето и малите дечиња поблиску и после тоа се повеќе се намалува, поради што фокусот почнуваме да го далечуваме. И затоа почнуваме после 40 години да го правиме ова. Еве, разбирам, ако не ги користам нозете, слабо се движам. Ако не ги користам рацете, слабо ги користам, тие ќе атрофираат. Но ако почнам повторно да ги вежбам, ја можам да се вратам во форма. Дали овој процес на старење на окото, на мускулите на окото е иреверзибилен? Вака, на ниво на очите кога зборуваме за овие се едни мускули, тие се внатрешни ги викаме, а постојат и надворешни мускули. Сега, тие надворешни мускули па се оние кои што се одговорни за движењето на очите во сите правци. Значи, за да погледнеме на една на друга страна, нагоре, надолу, да конвергираме, да дивергираме. Значи, ги менувам, значи, различни делови од окото се користат, различна мускулатура фактички е потребна за да изостриме и за да го свртиме окото. Овие мускули, кои што се надворешни, се вежбаат и како. Значи се вежбаат и кај децата, се вежбаат и кај возрастните и тие се тие кои што во денешно време прават, како што и преска спомнав накратко, значи најчесто проблеми. Која е проблематиката? Зошто се случуваат тие проблеми? Окото е создадено за да гледа надалеку.
и да се адаптира краткотрајно од блиску. Значи е создадено за да ние нешто видиме од блиску, а не за да седиме 8 часа пред монитор, 10 часа над книга, за тоа не е создадено. Аха. Поради начинот на кој што ние живееме, порано овие проблеми биле, ајде да не речам ги немало, меѓутоа биле многу поретки. Како се образованието, нели, се продолжува годините и така натаму, начинот на кој што живееме во денешно време, секако дека е исто така втор, да речеме, после возраста причинител за проблеми од типот на дефокусирање, значи матно гледаме, од проблеми астенопични, значи главоболки, од тежина во очите, некогаш и двојна слика, мешање на буквите, мешање на редовите и така натаму. Токму овие надворешни мускули, кои што се 8 на секој око, кои што ги движат очите, се тие кои што постојано се оптеретени кога треба окото очите да се постојано фиксирани на една иста дистанца која што е на некои 50, 60, 70 сантиметри од нас. Сега, бидејќи ние не сме создадени за тоа, а мораме да завршиме обврските, да го пополниме, не знам, во Excel тоа што ни го дале како работна задача на работа и така натаму, ние мораме тоа да го направиме. Значи, окото мора да се адаптира, значи мора да седи 8 сати секој ден и тоа секако со тек на време си носи своји последици. Како што и дали овдека намирисувам она еволутивната, надалеку да гледаме за да здогледаме храна, дивеч, опасност и така натаму, никогаш не ни било што се вика низ еволуцијата потреба нешто од блиску да ова. Туку било тоа само краткотрајно. Да. Но современиот за да преживее човек требал да го види животното, да го улови токму така. И значи од претерано користење за читање, нашиот интелектуален развој и она што го имаме како бенефит, жртва на тоа е губењето на видот. Токму така. Таа жртва која што меѓутоа не е страшна. Да се цивилизацијска. Значи така, тоа е. И сега мораме да си помогнеме. Првата помош е секако очни помагала. Значи очила кои што се со доколку има потреба некоја мала диоптрија или без диоптрија со заштита стакла. И втората работа се вежбите на оваа мускулатура која што е многу, се доста специфични. Меѓутоа, за среќа се добро се покажа дека имаат успех и да не речам во 99% од случаите сите проблеми ги елиминираме или барем ги сведуваме на минимум, да не пречат во секојдневното работење. Ја им пуштам вакви некои тестови сега во моментов, малку им терам мајтап, сосема друга приказна е наместо ова, чиста илустрација од естетика. Господјо Лиле, вака. Дали ние што сме отишле веќе у блиску, 2, 2,5, 3 и така натаму, тука е негдека таа, кога се губи видот, така вие ме советувавте, како го рековте тоа, старечко слепило. Морам да ви скоригирам, јас тие зборови конкретно не ги користам. Насмеење. Да. Го кажете. Е губењето на видот. Не слепило. Така. Ја затоа малце туку малце мислев дека беше тоа пошокантен приод за да не се мајтапам да земам наочари со време. Дали земањето на очари на време ја помагаат ситуацијата само заради функција или му помагаат конкретно и на окото? Тоа ме интересира. Дека морам да кажам дека иако очекувате да биде второто и би сакале сите да биде второто, вистината е сепак првата опција што кажавте. Значи губењето фокус или ослабувањето на акомодацијата, значи не требаат наочари, како што рековте, +2, +3. Дали вие ќе носите очила или не? Нема никаква врска со тоа што ќе се случува со вашите очи и како ќе биде вашата ситуација после година, 2 или 3. Значи, вие носите очила бидејќи имате симптом. Симптомот вие не гледам добро од блиску, така. Например, сум правел белја, коленото сум го направил парче, морам да носам помагало. Така? Така. Но тоа колено веќе нема да биде никогаш како. Да, морам да го одмарам, морам да пазам и цел живот морам сосема поинаку. Или вештачко да ставам, некој робокап и така натаму и така натаму. Веќе оро, оптан, топтан, тешко. Тешко. Да. Але на ниво на очите,
тоа не е така, затоа што примерот со коленото имаме тука веќе при повреда и анатомски веќе се менува самата структура на коленото. А во окото? Не. Значи, мускулатурата нема веќе јачина. Јас тоа можам да ви го објаснам, например, со снага, да речеме, на рацете. Сега, да речеме, вие имате капацитет да дигнете 10 кила, така. И сега 10 кила ќе ги дигнете, меѓутоа едва и ќе мора да ги спуштите за некоја секунда. Ама ако вежбам долго време? Ете така. Сега, ако вежбате во теретана, значи сојачувате, можете 15, 20, 30 кила. Тогаш тие 10 кила ќе ги однесете многу полесно. Дали можам вака со очите? Може со надворешната мускулатура. Значи, може со она што ни прави да... А внатрешната? Само доколку верувате во источњачките методи. Значи, постојат некои методи кои што не се медицина. Сангейзинг е едно од нив. Леле, ми беше срам да го поставам ова прашање, искрено да ви кажам, го разговарав интимно со другари. Ќе го разговарам и со мајка ви, која е офталмолог и очен хирург. Со годиниве, некако ми стана многу пријатно да гледам во зајди сонце, ама она крајно зајди сонце. Затоа што, од проста причина, многу ми на тоа викаат, нели, она sun gazing и така натаму, не забегувам тоа. Но тоа ми е нешто најдалечно, каде што можам да го фокусирам видот. И ја чувствувам пријатност во тоа. Значи, за одење на сонцето, кога, да речеме, 3/4 од сонцето е веќе спуштено, да нема силна светлина. И обично тоа, например, на плажа, опуштено, зајди сонце, и ми се случува после тоа многу полесно да читам. Ми беше, викам сега, да не правам ова, што се случува кога ете релаксирано, гледање во зелено, гледање многу надалечина, што сум ја направил со очите и мене моментално, крајно барем, ама ми даде, како да ви кажам, кураж дека олеснување. Викам, што се случи? Влегувам во продавница, она што не сум можел да го прочитам. Ќе го видите. Сега можам да го прочитам. И тоа трае некое време. Секунди, минута, 2, 5, Добро. 10 и толку. Ај, малце советувајте ме. Вака, сега, значи, одговорот е фактички содржан во она што неколку пати вие го повторивте, а тоа е релаксација. Значи, кога вие ќе ги дигнете теговите, ќе ги држите нели на почеток, меѓутоа со тек на време ќе ви стежнат. Мора да ги пуштите. Кога ќе погледнете надалеку, вие го опуштате окото. Значи ги релаксирате мускулите. И после тоа мускулатурата окото може да се најде снага да изакомодира, да изостри и да го видите тоа. Меѓутоа повторно ќе кажам да го видите, а не да гледате 2 сати. Така, значи тоа ќе трае 5-10 минути. Колку е реално, еве, бидејќи сте мајка и керка, стручност ви ова, предпоставувам дека сте размениле големи искуства и знаење, колку е еволутивно реално потребата и реално нормално користење на окото, велите, ние имаме око за гледање надалеку, за гледање од блиску на кратко. Колку тоа треба да изнесува максимум, да речеме еволутивно максимум, а да не го оштетуваме видот. Основно е тоа да биде, значи нема таков податок кој што ќе биде 100% точен, да ви кажам ја сега 5-7 минути, 2 сати, 3 сати. Значи основната работа е тука да се прават паузи. Значи, да погледнете нешто, 5, 10, 15 минути до саат време, да речеме, после тоа да ги одморите очите, значи повторно да ги релаксирате надалеку, за после да се опуштат и пак да можете 10, 15 минути, саат време. Ако морам да изберам вака некој временски оквир, би рекла меѓу 45 саат време. Бидејќи ергономија на гледањето, значи сака, како правило е, на секој саат време да правиме 15 минути пауза. Тој и за кичма го бара? За се. Затоа викам, додека седиме, нели, малку свиткани, неприроден став, изгрбавени, ниту крвотокот не е добар, значи се прекинува, кичмата се криви, очите се акомодираат, значи се замараат, така што заради сите тие работи точно
и на кичмата, потребно е на сат време 15 минути пауза. Сега ние во денешно време, реално кој може на секој сат време 15 минути пауза? Што е релаксација за око гледање надалеко? Колку метри, значи, еве, ако работам, читам, мобилните ни се, нон-стоп сме со мобилните, тој ќе го, се надевам, ќе го спомнете. Каде треба да гледам, во што да гледам, 15 минути разбрав. И која далечина да фокусирам точка, да си најдам некој фокус поинт барем во домот. Дали можам во домот или ми е потребен прозор да гледам планина? Во домот може доколку имате долг ходник. Значи правилото сака да е барем над повеќе од 4-5 метри. Над 5 метри би било идеално. Ќе си запишам. Меѓутоа не да барате точка. Значи не да барате моментот не кога фокус. Не. Дефокус. Значи обратно. Не треба да гледаме, да бараме нешто за да го изостриме, да го видиме. Напротив, треба да ги опуштиме очите. Јас секогаш на моите клиенти им викам кога ја прават таа пауза, дури ако носат очила, еве јас на пример носам поголема диоптрија минус и надалеку не гледам. Добро, чисто и јасно. Да ги тргнете очилата ако имате очила, да ги опуштите очите, дури тоа може со затворени очи да го направите. Значи, релаксацијата е дефокусирањето е еднакво на релаксација. Значи, затварањето очи исто така добро. Така, да. Значи, се што е да речеме 4-5 метри па подалеку би било идеално да е низ прозор, значи да е дрво, зеленило и така натаму. Значи нешто, меѓутоа ако не можете, значи сте во канцеларија, барем Зошто зелената боја е толку пријатна? Велаат дека низината бранова должина е најмалку напорна за ирисот, за очите, за како се викаше оној дел што ги препознава боите? За ретината. За ретината. Тоа е за ретината. Е така, чепчињата и стапчињата, значи односно случајов конкретен само чепчињата, значи се чувствителни на спектарот од 380 нанометри до 780 нанометри. Некаде 555 е зелената боја и тоа е пикот, значи тоа е токму поради тоа што е во средина на тој спектар виден, значи окото не ги препознава боите што се од 380 нанометри надолу, нити пак од 780 нагоре. Значи 555 е таа средна вредност која што е одговара на зелената боја. Бројките дали означуваат конкретна боја? Да. Кажете ги во бој. Зелената е 555, 380 е темно-виолетова, која што веќе оди после ултравиолетова. И прилично штетна. 780 е, да, многу штетна. И од 780 е црвената. Океј. Добро. Вака, имам ја подготвено неколку прашања, бидејќи не сум стручен за ова. Да, повелете, ве молам. Сакав нешто да објаснам околу ова, бидејќи повеќе ние се вас повеќе ве интересира за очилата, за онаа внатрешна мускулатура. Меѓутоа исто така многу често проблеми прави во денешно време таа што е спомнав надворешна мускулатура. Значи кога вие сте постојано на една иста дистанца, мозокот функционира, нели за се е така, не само на ниво на очите, на систем на да речеме најмала потрошувачка на енергија. Значи она што му е него најлесно, тоа го бира да го прави. Шорткат он прави така. Мозокот секогаш така функционира. Добро? За сите работи. Па дури и за видот. Да. Значи кога сакаме, односно не сакаме, туку мораме, нели, работни обврски се да седиме 8 сати пред монитор. Тоа е некоја дистанца од 60-70 до 80 сантиметри и очите се фокусираат најголем дел од денот на таа дистанца и мозокот се репрограмира да фактички на таа дистанца тој најмалку се заморува. Значи тука да му биде оној фокус поинт кој што ќе му биде најлесен, бидејќи тогаш мора, значи, да следиме, да видиме тоа што ни го дале како задача, да го завршиме, да го напишеме и така натаму. И после континуирано седење на таа дистанца, на мозокот му станува тешко проблем и да ги фокусира очите поблиску и да ги опушти надалеку. И заради овој принцип исто така битна таа пауза. Му е проблем или му треба повеќе време? Му треба повеќе време, му треба повеќе енергија да потроши, а тој не сака. Значи сака нормално да се колку може полесно да си ја заврши работата. Значи со колку помалку енергија да ја потроши. Имате совет? Да, овој совет, значи кој што секогаш кога функционира советот на паузирање повремено е добре дојден и е супер. И за среќа кај повеќе од 50% од луѓето е доволно.
значи повремено да се прават паузи. Сега нормално има луѓе кои што имаат поголем проблем и не можат, тоа не им е доволно. Помага, меѓутоа недоволно. Може и солзење да се јави, црвенило на очите, главоболка, печење, тежина на ночните јаболка, значи како нешто баш да ви тежи од внатре. И главоболката е најчесто лоцирана во предниот дел. Значи, да речеме слично како кога болат синуси кога се воспалени. И тука многу е важна таа диференцијална дијагноза помеѓу воспалени синуси и проблеми со очните мускули. Доколку се востанови на прегледот дека се работи за проблем со очните мускули, тогаш е пожелно, да не речам и неопходно, да се прават вежби. Вежбите се за да ја ојачаат мускулатурата. Од една страна, јас со вежбите ги ојачувам мускулите, значи буквално да можете да, како што преска паралелата ја направив со теговите, значи да дигнете повеќе. Кога ќе можете вие да дигнете повеќе, тие 2, 3, 5 кила може да ги носите многу полесно. Меѓутоа, тој аспект не е доволен. Значи, потребно е, исто така, да се тренира и мозокот, односно визуелниот кортекс, кој што е фактички одговорен за формирање на сликата, делот од мозокот со кој што ние гледаме. Значи, доколку има проблем на повеќе на едното око, тогаш мозокот има голем проблем тоа да го држи на место, па затоа едното око може малку да си отиде, ние викаме, во позиција на одмор. Кога тоа се случува, целиот терет е на другото око. Сега природно, нели, ние природата ни дала две очи. И тоа ствара еден конфликт кај мозокот. Од една страна, сака да си продолжи со едното око да гледа. Да, дека ние имаме доминантно око. Точно така. Тоа е тоа. Значи, доминантното око го определува мозокот, не јас, не физички. Тоа си е природата. Не можете вие ниту да го смените, ниту да го истренирате. Тоа си е дадено од Бога. Како, значи, мене ми е десното, вас ви е левото, него му е десното. Никој, како но никој двете? Никој идентично. Сите симетрични органи во организмот, значи очите се... и заради гледање на 3D, за да можеме длабочината да ја го капираме. Стероскопскиот вид. Иначе, ако совршено гледаме... Ако идентично, нема стероскопски. Нема стероскопски. Точно. Значи, очите се исто ушите, не слушаме ние исто со двете уши. Нити фаќаме исто со рацете, не пишуваме, не шутираме исто. Освен може би меси, не знам, и стерео звукот е таков затоа што двата звучника не даваат истоветен звук. 3D сликата секогаш има исчашување на... Да, добро. Мора да биде различно. Мора да биде различно за да има длабочина. Точно. Сега таа мора да биде минимална таа разлика, нормално, за да може мозокот да ги спои, за да одреди што е подлабоко, односно што е напред, што е позади. И кога тоа веќе се прекинува тој, него викаме бинокуларен вид, значи спојувањето на сликите од двете очи, тогаш мозокот е во конфликт. И мора нешто он да направи. Значи едната работа е да го игнорира ово око кое што условно кажано заостанува, да си го користи тоа доминантното. Другата варијанта е, што многу често се случува, значи главоболката. Болката, знаете нели, ќе се пресечеме, има болка. Зошто? Значи тоа е импулс да му даде на мозокот да ги пушти, значи каде што дека ткивото е повеќе не е интактно, значи е повредено, за да го среди, да ја среди таа проблематика. Истото и на ниво на очите. Значи има нешто што не функционира како што треба, прва сигнализација е главоболката. И вие кога ќе дојдете кај мене со таа проблематика, и јас видам дека имате нели проблем со очните мускули, тогаш се договараме за вежби. Кажете слободно. Не, да им објаснам на гледачите да не се збунат. Да, јас малку. Дека вие имате продавница за очила и дека вршите во таа продавница прегледи, дека тоа се нормални прегледи, дека вие имате, да се лиценцирани, дека е тоа дозволено и дека можете да ги утврдите овие проблеми и да им ги дадете овие совети на луѓето. Тие прегледи се бесплатни кај вас, така? Доколку сте наш клиент, значи ако си изработувате очила, стакла, значи контактни леки, да. И вие им мораме да кажувате што им треба. диференцираме помеѓу луѓе што, нели,
не Да, не почитуваат сте- и тие кои што не сте јавно само доаѓаат здравство. за преглед. Не. Така. Значи тие прегледи ги вршам, да, точно таму во склоп на дуќанот. Значи имам ординација во која што си имам апаратура која што ми треба нели за одредување на диоптрија, на контактни леки и сите овие проблеми. И тоа е со вообичаено мускулатурата. и вашите колеги и конкуренти истото го имаат во доста. Да, тоа апаратурата мора, мислам, да ја Така. имате основната. Сега за оваа проблематика конкретно за проблемите со бинокуларниот вид, со бинокуларниот вид, значи е видот на двете очи споен, стероскопскиот вид, фактички. Тоа е длабочината. Тоа е последниот стадиум од трите стадиуми на тој бинокуларен вид. Бинокулар значи двете очи. Нели како двогледот Бинокулар се вика. Ете така, тоа е бинокуларен вид. Значи и проблематиката со страбизмот кај дечињата, тоа се малку категории кои што бараат до образование. Јас на пример бев во Америка и во Франција за по 3 месеци, значи каде што се дообразував и каде што имав директно работев во Франција со офталмолози кои што во болница во Тур, каде што правеа, значи се грижа за дечиња од 0, значи од раѓање до 6 годишна возраст. Значи таму со нивните ортоптичарки кои што ги правеа вежбите пре операција и постоперативните вежби. Значи таму доста се дообразував за оваа проблематика со дечињата, а во Америка во токму оптометриско студио каде што правеа вежби од овие што претходно ги напоменав за и кај деца повозрасни и кај возрасти. Значи деца, зборувам тинеџери и така. Најчувствителна, да речам, категорија за оваа проблематика се децата кои почнуваат да се описменуваат, значи кои што веќе почнуваат од второ, трето оделение, веќе до 7-8 отприлика кај дечињата и кај возрастните, да не речам сите, меѓутоа еве кај најголем дел од луѓето кои што работат канцелариска работа, врзана со компјутери и во денешно време ги спомнавте преска телефоните, што е уште по страшно, ако можам така да се изразам. Кажете ми, можете ли да им помогнете на тие деца, тие што имаат страбизам и така натаму, можете ли да им дадете некаков совет? Сепак тоа се млади, ако на време, сум видел им ставаат едно око се покрива и така натаму. Каква е ситуацијата? Еве, конкретно. Секако многу е важно да се види прво проблемот, значи секој страбизам не е ист. Прво. Значи секој од дете до дете е различно. Најчесто, фала Богу, што со добра корекција, значи со добри начарчиња, тој страбизам се исправа. Меѓутоа има моменти, случаи кога тоа не е така. Или пак се исправа во одреден дел од времето, во друг дел од времето не, или надалеку се исправа, блиску не и така натаму. Тоа е дисфункција на мускулите? Тоа е дисфункција, па или на контрола не на само. мозокот на Тоа е малце сложен процес. Тоа е сложен процес, да. Меѓутоа јас радо би зборувала доколку сакате на таа тема. Да, ве молам, ја ве поканив да не просветлите малку, а секако ќе идеме со практично, нели. Да, повелете, слободно говорите. Значи, проблемот со страбизмот, ако го земеме вака се пластично да го објасниме, е проблем, да, со мускулатурата. Значи, двете очи не можат да стојат истовремено право, поради што едното се искривува, оди навнатре или на надвор, може нагоре, надолу, не е важно, еве да речеме навнатре, поради што видот го презема другото око. Сега, многу често, прво и основно, треба да се види која е причината за тој страбизам. Доколку може да се точно определи. Кога е во прашање диоптрија, значи ставаме на очарчиња, кај детето се исправаат очињата и фала Богу пак ќе речам тоа е најчест случај. Меѓутоа доколку не е до диоптријата или е делумно до диоптријата, понатаму треба да се види, јас секогаш сакам да се консултирам и со офталмолози, односно подобро со страболози кои што вршат хирургија на тие дечиња, како што бев сведок и во Франција. Значи во Франција во таа болница дечињата од 0 до 6 години ги оперираа дури по 2 и по 3 пати доколку е потребно. Меѓутоа обавезно со потоа вежби за бинокуларниот вид, за мускулатурата и за центарот за вид. Затоа што вие ако ја ојачате мускулатурата, па сега така да не звуча малку грубо да се изразам, меѓутоа за џабе ќе ги јачате мускулите доколку не го научите мозокот како што да прави он со тие две слики.
бидејќи тој не знае што да прави. Не знае. Едното окце било искривенко, тој не ја користи научил така дисторзирана слика да ја анализира. Не дисторзирана, не. Мозокот не може да гледа. Значи, ако окото остане искривено и вие ништо не преземете, нели, поради тоа, како што се случува веднаш првиот, вториот ден, значи мозокот кај младите деца тоа е страшно брзо. Што прави? Он не може да седи вака, значи он не може да гледа двојно. Вие ќе гледате двојно. Ќе имате конфузен вид. Значи, каде што ми е чашата, ќе ми биде и, да речеме, листот. Тоа мозокот не може да го трпи. И кога се случува кај 3, 4, 5 годишно дете, прва работа што се случува, тој ја згаснува информацијата од тоа око кое што него, условно кажано, му пречи. Вау. А му пречи заради тоа што му прави проблем. Така, му преклопува нереална ситуација, му дава. Ете така, и му дава дупла слика. Му дава интерпретација на нелогична состојба во реалноста. Ете така. Така. Дека овдека има две, дека има двајца Јанковци, дека во Јанко е и сликата од таму, така што поради тие конфузни работи мозокот одлучува, и тоа е природен одбранбен систем, да тој го исклучи тоа око. Сега, доколку, значи, кога постои страбизам, родителот го забележува детето, нормално ќе го донесе релативно на време детето и ќе пристапиме кон одредени вежби кои што треба, најчесто и тоа што го спомнавте со затварање на очите, и понатаму, значи, го решаваме проблемот, пак ќе повторам, заедно во соработка со страболози и со офталмолози. Кога тоа не е случај, значи можеби не е до диоптријата. Тогаш во ред, детето или некоја носи мала диоптрија која што не му прави разлика со страбизмот, или пак воопшто не носи. Тука е многу важно, значи, страбологот да одреди, значи офталмологот, докторот кој што прави операции на страбизам, тие се страболози, значи он да одреди колку може да го исправи окцето, за да дојдеме до една ситуација кога очите се скоро прави, не скроз прави. Тој не смее да ги исправи сосема, затоа што после тоа се јавува друг проблем со растење на детето. Значи да го намали аголот на страбизмот, токму така. Значи ако се претера, условно кажано, значи ако се исправат очите кога се оперира дете со страбизам не смеат да се исправат. Значи мора да остане еден дел од тој агол, бидејќи таа ситуација за детето е природна. Таа не го му е нормална ситуација, тоа е навикнато на тој начин. Што е тоа не расте детето? Како? Рековте не расте детето. Не, реков кога ќе почне да расте, тој агол може да отиде во обратна насока. Така, и наместо да е нанадвор да овакво. Добро, се извинувам. Значи треба да се подисправи, и за да во таа мала нијанса, да речем, од некои 6-8 призматски диоптри, да јас, например, како оптометрист, што ги правам тие вежби, да можам да продолжам, значи да го научам мозокот како да ги исправува очите, се со цел да ги спои сликите. Ова ултра прецизна математика да биде и внимателност, затоа што ако го правиш кога ќе престане да расте, да речеме на 21 година, кога престануваме да растеме, тогаш е па веќе доцна, бидејќи помлад организам полесно може и мозок да се адаптира. Токму така. И затоа на таа возраст викаат дека интервенциите ги нарекуваме чисто естетски. Значи повеќе не можам јас на 21 година да работам на бинокуларниот вид. А како се работи психолошки, еве, чисто иако не е ваша стручност, чисто овака, како психолошки тука се вежба мозокот, предпоставувам? Па не дека не е, токму тоа е мојата струка. Значи, се извинувам. Нема проблем. Токму тој психолошки момент, значи тоа е, затоа реков, доколку вие само ги вежбате очните мускули, значи мозокот не знае што да прави со тоа. Еве ќе ги исправам, можам. Вие како помагате? 20 кила. Значи имаме посебни вежби кои што се со различна боја, со поларизација, имам јас апаратура која што си ја набавив на времето од Америка конкретно. Значи тоа се апарати кои што му овозможуваат на мозокот. Значи јас го посочувам детето, му кажувам како треба да гледа, што треба да гледа, за да може мозокот да рече: чекај бе, јас всушност треба ова да го направам. Затоа што секогаш тој ќе сака, бидејќи е навикнат, бидејќи така му е полесно, тоа око да го исклучува. Јас му велам, нема да го исклучуваш. Ти имаш импулс и од тука. Ти имаш слика и од другото око. Ти си создаден за да ги користиш двете очи. И тој момент, ова е најтешкиот момент всушност.
да го натераме тој преломен момент кога мозокот треба да рече: "Ау, чекај бе, јас овдека не треба ова да го правам, јас треба скроз друго да правам. Јас треба да ги гледам двете слики и да ги користам двете очи одеднаш." Јас сум фасциниран од ова што го слушам. Кажете ми, дали е тоа како момент на просветление, у даден момент транк се случува и таа промена и вие ја знаете и они ја знае? Колку е таа нагла или е... Да. Ме интересира чисто. Јас цело време знам, значи додека ги правам тие вежби, дали детето, возрастниот, не е битно дали пациентот, гледа со едно око или гледа дупло. Значи, односно дали ги користи двете очи одеднаш како што треба или не. Тоа е многу индивидуално. Значи, кај некого се случило токму како што го кажавте сега, као просветление одеднаш. Значи, дупло, двојно, нема слика од тоа око и одеднаш се случува, леле, еве сликата. Да, мозокот одлучува, вие како што рековте. Меѓутоа, почесто е обратниот постепен процес. Добро. Значи, ќе се појави, ќе се изгуби. Ќе се појави, ќе се изгуби. Па ќе се појави на 2 секунди, па ќе се изгуби. Па ќе се појави на 3 секунди, па ќе се изгуби 2 секунди, па ќе се појави на 3, на 4 секунди, па ќе се изгуби на секунда. Значи, тоа е еден процес кој што затоа е многу важно на почеток. Тие вежби, например, јас ги правам 2 пати неделно, по половина час траат и ги до, да речеме, првите вежби може би 20-25 минути ако нема концентрација детето или доколку му се јави главоболка или поспаност и така натаму, тогаш прекинуваме 5 минутки порано. Или доколку има концентрација, ги продолжуваме за уште 5 минути. Меѓутоа, тие преломни неколку минути, 5-10, кои што фактички после тоа му давам јас како еден вид на домашно на мозокот и, например, доаѓате кај мене и сега, еве конкретно, 3 секунди било добро, 1 секунда не. Не правиме никакви вежби, нели си одите, пријатно се гледаме за 3-4 дена. За 4 дена тој резултат е дупло подобар. Заради тоа што мозокот веќе почнува да осознава како треба да гледа. И он го сака тоа што ако му е него тешко на почеток, меѓутоа природата така не создала. Значи природата го создала мозокот да тој ги користи двете очи заедно. И тој го сака тоа. Иако му е потешко, меѓутоа со тек на време, како ние ги вежбаме тие центри за вид, тој всушност, се малку се изразувам како тој, како да е нешто. Имате вакви пациенти? Да. Имате доста такви? Па доста. Добро. Не знам што е доста, ама да. Во ред, не е еден двајца, предпоставам. Не. Каков е rate of success? Каков е степенот на успешност? Значи, кај проблемите кои што се, значи, кога овие, да речам, 15 на години како јас ги правам тие вежби, rate of success е, не сакам да звучам нескромно, меѓутоа 100%. Значи, искрено да ви кажам, кога се договорив, не е тајна никаква, ја од кај вас купувам ночари и ми беше интересно со годините како идеја пред 2 недели кога дојдов кај господја Лиле, викам, слушај, ја губам вид, имам публика која е исто така со ночари, дојдете да направиме една емисија да збориме малце за диоптрија, за ночари. Чисто и ја еве ќе се информирам да не те гнјавам, но не знаев дека ќе идеме на вакво нешто. И јас сум фасциниран. Ова е мојата струка и ова е мојата страст. Мило ми е што ве запознав. Сакам така што сакам за тоа да. Кажете ми, кажам. Па и родителите се во денешно време нели многу и загрижени доколку дечињата не работат кој што треба, па немаат концентрација, па не сакаат да читаат. Бабите беа во право кога ни века тргни се од телевизорот подалеку ќе очориш. Во право беа, ама сега телевизорот дојде време да испаѓа како да сте излегле надвор 15 на минути. На одмарање. На одмарање. Дај гледај малце телевизија, тргни се. Од телефонот. Ајде компјутерот, но телефонот. Да. Овие телефони се посовремени имаат и се поквалитетни екрани, што значи дека пикселите им идат и во висока резолуција, па и ултра висока резолуција. Но површината на видливост е многу мала и мене искрено без наочари апсолутно ми е неупотреблив. Можам единствено на памет ако сум го научил процесот па тоа да го направам. Кажете ми, бидејќи ги гледам луѓето, тоа е таа навика сега. Ние не можеме да ги натераме дека да одиме, значи идат по улици. Седнуваат дома. Дури, како да ти кажам, седнуваат на кафе и едниот тука, другиот тука.
Значи, И тоа е ние реалност. како семејство од 5 мина, за да се натераме да седнеме и играме не лути се човече на мобилен, за да не има некоја толку ни влегува во животите. Но кажете ми, колкава цена ќе платиме со ова? Значи, цената, сега искрено кажано, не е нешто страшно, значи дека не знам што ќе се случи. Меѓутоа, прво и основно, очите страдат. Тоа сега тука сме и за ниво на очите да зборуваме, меѓутоа страда и кичмата. Значи оно што го говоревме преска. Ете така. Така. Тоа не е природена положба на организмот. На веднатата глава. Веднатата глава. Ние имаме потреба главата да биде право и да гледа надалеко. Точно така. Да ловиме. Да ловиме. Да ловиме. Иако сум вегетаријанец, не ми е многу бавето на местали не би. Ако имавме емисија за ловџи предходно, слушам. никој од нив нема со наочени, само да ти кажам, ги гледам гостиве. Сите се вакви, со брадичиња, ово, нема. Ама, точно. Па не е случајности тоа. Сега, значи, телефонот, токму тоа што го спомнавте, значи површината на која што гледаме, иако е големи се денешни венели телефони, меѓутоа повторно е тоа од некои 20 на сантиметри не може повеќе да е. Значи ни толку. Она што е голем проблем е тоа што, освен што е постурата многу неприродна, е тоа што е многу поблиску телефонот и очите, значи теретот на конвергенцијата, викаме, значи на мускулатурата е 3 пати поголем отколку на монитор. Добро. 10 пати поголем отколку на телевизор, сватено. Ете така. Значи, теретот на мускулатурата е многу поголем од она што може да го истрпи организмот. И сега нормално го трпи бидејќи мора, бидејќи нели мора. Не мора, меѓутоа бидејќи така сме навикнати и тоа го правиме. И после кога ќе најчесто што се случува, кога ќе дигнете поглед, луѓе викаат све ми е матно, гледам звездички, значи маглата не можам додека ми се избистри погледот, треба да поминат минута, две, значи тоа нешто не е во ред. Кога гледате толку од блиску, а друг е моабетот и со контрастите, значи многу е ја контрастот на телефоните. Значи гледаме страшно многу информации, јака светлина доаѓа до очите. И поради тоа се препорачува, особено кога сте не можете ако сте вака во светлина или надвор. Меѓутоа кога се дома децата и седат да речеме навечер, да се намали интензитетот на светлината. Значи јаките контрасти не се добри за окото. Кога гледате телевизија дома исто така, треба да имате некое пригушено светло околу. Не треба да гледате во комплетен мрак и тоа да ве зрачи. Затоа што тие јаки контрасти во природата ги немаме. Тоа е вештачка светлина. Значи тоа е се што е природно, може да кажеме дека на окото му одговара многу повеќе отколку она што е вештачки создадено. И ова од 20 сантиметри, јака светлина, саат и пол, нели, читање, пишување, што и да е многу неприродно за очите. Друга работа, значи кога седиме и сме нели згрбавени, крвотокот, значи протокот на крв е намален, значи не е во ред. Е повторно нарушен. Нормално каротидите, да, кои што ги снабдуваат мозокот, артерии се така попредушени заради и протокот е помал. И сега тој проток и до мозокот, меѓутоа и до очите. Од истото место се снабдеваат и очите со крв. И тој крвоток е намален. И после тоа, фактички, зошто се случуваат тие точки, како маглички, што гледате после долга работа од блиску, фактички сето тоа е заради тоа што крвните садови се стеснети, протокот на крвоток се смалува и невроните немаат доволно храна. Пак е советот 15 минути? Па за телефоните е на 45 минути, 15 минути пауза. Меѓутоа, она што јас би го советувала и мислам дека е по и лесно прифатливо сега за нас кои што мораме нели да сме пред. Добро, јас искрено не сум во таа група која што е постојано на нели на компјутер бидејќи мојата струка е малку поинаква. Меѓутоа кај 80% од луѓето кои што се пред телефони, пред компјутер, мојата препорака е почесто да правите пократки паузи. Значи, ако можете на пола саат, барем 10 на 15 секунди би било идеално. Меѓутоа, тие 15 секунди, како што спомнав и предходно, значи, тргнете на очарите, опуштате очите, затворете, направете си вежбички, десно, лево, горе, долу,
круг на едната страна, круг на другата страна, за да го размрдате целиот систем. Ете така. Буквално на превртување со очи, такви... Буквално превртување со Тоа очи. добро е за окото. Тоа е добро. Значи, она што многу често родителите и ги карат децата, не ги прави очите, не ги криви, не ги врти, не скокај, тоа е многу погрешно. Заради тоа што движењето е здравје. Зашто викат, нели, не заседнувај за да можеш и во повозрастни години да живееш поубав, поквалитетен живот. Треба движење. Впрочем, ако ништо друго, барем и козметиката кај жените, нели, како ве советуваат? За помалку бори, за поубаво лице, движење на мускулите. Вие истото го зборите и за очите. Точно. Движење на очите, превртување, вежбање. Превртување, гледање блиску, далеку. Кажи ми, често пати сум го гледал тоа, малце смешно делува кога ќе ги вкрстиш очите и фокусирање на очите, вкрстување. Зошто тоа се прави и дали нешто помага тоа? Да, тоа многу помага. Значи тоа кај 80% од луѓето можете и сами да си помогнат. Ете така. Токму така. Значи може и сами дури да си помогнат. Потполно вкрстување. Да. Што правам ја тогаш? Значи со тоа вие фактички му давате наредба на мозокот да следи така и подалеку. Ете така. И скроз до опуштање надалеку. Ете така. Значи со таа вежба фактички вие му давате на мозокот информација и на некој начин наредба да се грчи и да се опушта, да се грчи и да се опушта. Вие и во, да речеме, йога, не знам колку вежбате така. Значи имате позиции во кои што мора да се згрчите, па да се опуштите. Значи на целото тело, на организмот, секое мускулче треба да почувствува, значи грч и опуштање. Па дури у теретана велат, не те држиме цело време, него вежбањето е процесот на кревање на грчење и на опуштање исто така. Ако беше за така, ќе се згрчевме и ќе ги развиевме мускули. Стои така, да. Значи, со тоа се прави некакво како пумпање, како... Така, и исто така, значи се ова е супер, меѓутоа не вака да застанете и цел сат да гледате од оваа дистанција. Туку и тоа не е нормално. Да се... Така, по 50 секунди. Значи, ова, сега што го направивте, толку и толку. Значи, после сат и пол, повторно. Далеку, блиску, далеку, блиску. Значи, не мора и вака континуирано, може прстот, пенкалце, не е битно, надалеку да се опуштите, па да се фокусирате од блиску, далеку, блиску. Значи... на мобилните телефони гледам во последно време, почна една свесност да се врати, нели, заради заштеда, почна лед светла, почна... Знаете што, господјо Лиле, ја планирав со вас 60 на минути, па дури 3-40 минути, ја не знаев дека ќе откриам една завеса кре. Ја би ве замолил, дали сте волни да останете и во вториот дел да продолжиме со разговорот, бидејќи има многу прашања до вас околу ова. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, ќе продолжиме со разговорот. Мојот телефон, мојот Facebook профил ви е даден на располагање, да не одиме со отворени телефони, па знаеш, стиши го телевизорот и така натаму. Ако имате прашање, го знаете и мојот телефон. Поставете ги прашањата на Viber или на Facebook, ја ќе се обидам да ги презентирам на господја Лиле, па се надевам дека ќе добиете некој добар совет, а јас се трудам да ги поставам сите можни прашања што и вас ве интересираат. Кратка пауза, едно кафе да се напијем. Драги мои, повторно сме на очарите, строго на глава, кој ќе ги направат со стакла да не се мрсат од косиве, од ѓелоиве што ги ставиме, тоа ќе биде револуција. Да, такво нешто. Мора да ги прават, Лиле, дефинитивно мора да почнат да ги прават не само туку и на глава да изгледаат како венче некој, не знам. Баш. Бидејќи стана покрај потреба и стана голем моден детал. Иако вечерва не говоревме многу околу шминката која владее, која знае да иде стварно од насушна потреба, и ја многу сум ти благодарен, бидејќи збореше претежно
за здравје, за општо здравје и се надевам ќе го продолжиме, но ќе замолам да разговараме што се и трендови, што е мода, што е ин, што е аут и така натаму. Вака, останавме должни да поразговараме дека еден од сегментите за зачувување на видот е и светлината и амбиентот во кој. Рече дека е доста важно да светлината и амбиентот во кој престојуваме бидат претежно некоја жолтеникова. Поточно таа blue light или таа бела светлина, неонска светлина е што помалку застапена. Да, таа е доста замрна за очите. И сега тука е пред се точно и топлината на светлината, меѓутоа и начин, односно типот на осветлување. Неонките се, например, лоши за очите, поради начинот на кој што емитираат светлината со тие пукања, условно кажано, вибрација на светлина, да, и треба да е континуирано светло. Континуирано. Да. Значи да не е со пулсирачка. Ете така. Иако не го забележуваме, тоа е не го забележуваме, тоа е многу, тоа е уште замрно. Токму заради тоа што не го забележуваме, меѓутоа окото го забележува. Значи него му треба континуирана светлина, која што ќе доаѓа со точно келвинот прилика на таа жолта светлина, која што е најблиску до сончевата светлина, бидејќи повторно се навраќаме нели на тоа дека тоа што е природно, тоа е тоа што повеќе им одговара на окото, додека овие бели светлини нормално дека му пречат многу повеќе. На почетокот го рековме и ја просто се изненадив и многу ми е драго, бидејќи се воздржувам понекогаш од тие малце заебегани теории на што ја знам, тие, знаеш, она гледање во светлината, па внатрешниот оган, па да ти гори во моно, па тоа ти предизвикува да тебе виша состојба на свест. Не сакам толку, но има тука многу вестина во тоа. Но меѓутоа, да, чувствувам едно добро и пријатно релаксирање кога гледам залез на сонце. Не сонце, залез на сонце. Дури ни изгревот не ми е толку пријатен, ама залезот е, мислам дека ме препородува. И сега тоа е, прво мислев дека е тоа некое мое лично и интимно, почнав ова го заприметив, па со срам некако, кој еден мој пријател ми рече, абе, мене ми е срам да ти кажам, ама ја подобро гледам после Сангейзинг таков. Така што, ете интересно дека и гледањето во сонце на залез може да помогне и покрај оние големи пейзажи кои велите дека се можеби најдоброто нешто за видот. Да не се фокусираш на точка, туку на просторно, значи на дефокусирање. Колку што е по, да речеме, неодредена тој пейзаж, да речеме, толку е поубаво. А за ова прашање конкретно за сангейзинг, тоа најубаво одговорот го имаат источните култури, не западот, бидејќи нели тибетанците одат боси, гледаат во сонце, тие никој не носат очила, така што тоа што ние западов не можеме и медицински да си го објасниме, не значи дека не постои или дека не е вистината. Има и една работа, сега ја не знам колку е тоа поврзано. Сум видел ја кинези со очила, ама генерално многу помалце него ние што носиме, тоа е точно. Тибетанци конкретно. Кинезите, да. Аха, тибетанците. Не знам што, блиску они можат и да видат нешто у животот, пошто све име... Не, се шегувам. Да, добро, таа тема е. Не, ми се допаѓа, ја малци би забегал во се во ова, затоа што ние го имаме кокино. Кокино немало оптика, монитори. Тоа биле луѓе кои треба да е светско чудо. А не. Не. И ние немаме ни една астрономска обсерваторија. Немаме. Трагедија. А имаме кокино, една од најстарите обсерватории на светот. Што не направивме споменик, а не направивме еден телескоп да ставиме. Ни дадовте убаво вака и совети, значи генерално, со мобилните. Почесто тргање на погледот, за да можеме подолго да си го користиме без наочари. Така. Во темна просторија да се намали интензитетот, многу важно. И секако очила со заштита.
со заштитни стакла. Сега во оваа група Нели е има тоа само, ја мислев дека е тоа само некој маркетиншки трик да не. купуваме. Не. Што значи тоа? Не. Значи стаклата кои што може да бидат нели од досега и тука има групи на стакла. Имате обични кои што ќе имаат само нели диоптријата без никаква заштита. Па имате со основна заштита. Антирефлексот е слој кој што го прави самото стакло попродзирно. Еве сега на пример јас нели тука се движам со раката, вие не ми ја гледате раката. Тука на моето очило. Додека ако немам антирефлекс, ќе ете така, ќе видите. Имаат и тие. Што имаат? Имаат антирефлекс. Значи не се гледа, да. Имаат. Е сега. Рейбанки? Не уште да немаат. Уште да немаат. Ќе се разбереме од Леле, а да знаеш колку се изгребани. Леле, колку... сега, ама стварно и Рейбанов и овако шега на страна вреди да се дадат. Ама ајде, подоцна ќе збориме што треба да се купи. Колку пари, толку музика, сега тоа што викаат не е секогаш точно, меѓутоа да збориме за ова. Значи, велиш дека антирефлексните стакла се стакла кои имаат филтрираат таа сина светлина. Не. Токму така, антирефлексниот слој, заштитен слој, е слој кој што го прави стаклото потранспарентно. Значи и тука има градации. Секако дека ја елиминираат сината светлина, меѓутоа не до тој степен, значи не е тоа исто како да имаат UV заштита. Да се разбереме. Значи тие филтрираат одреден спектар, меѓутоа пропуштаат светлина поради што сета она селектирано да речеме, сета она светлина која што пречи, затоа што секое едно тело кое што рефлектира, значи стакло, пластика, леките, очите исто така, еден дел ја абсорбираат, еден дел ја рефлектираат и најголем дел ја рефрактираат. Значи се прекршува и поминува низ тоа тело. И сега кога снопот светлина удира со сите бранови должини, значи како што рековме нели од 380 до 780 ние ја прецепираме, меѓутоа влегуваат и сите други, ако има UV зраци, ако има инфрацрвени и така натаму. И сега од сета таа светлина се рефлектира дел од таа светлина и затоа јас кога нема никаква заштита, си ја гледам нели раката како се движи така натаму. Основниот антирефлексен слој делумно ги елиминира тие сини светлини, значи ја елиминира таа ултравиолетова и така натаму. Меѓутоа, треба да има специфичен слој кој што ќе има, например, има едни кои што имаат, се вика тој еми слој, значи го елиминираат електромагнетното зрачење од монитори и најновата технологија е таа заштита од сината светлина. Токму тие стакла, значи заштита, контрола на сината светлина ги викаат различни фирми така натаму. Таа е таа заштита која што всушност постои последниве 2-3 години откако и нели постои проблемот со телефоните, која што во суштина ја елиминира целата тој спектар на светлина која што се научно е докажано дека интерферира и со сонот, значи и со неможењето да спиете, така што тие стакла се наменети за луѓе кои што пред се користат телефони и компјутери, меѓутоа пред се за телефони. Тоа се тие неколку, да речам, градации. Сега, доколку сакате, ниту едно од нив, само по себе, да речам, самиот материјал, доколку е стандарден материјал, има материјали кои што имаат и 100% заштита 100% од UV зрачење, меѓутоа не и стандардните. За да ја имате таа ултериорна заштита од UV зраци, вие тоа мора да го нанесете. Така што, до некаде ги елиминира UV зраците, меѓутоа не комплетно. Значи антирефлексот, целиот сноп на светлина, да речам, ја елиминира таа рефлексија, која што е здодевна, која што е и естетски не е убава, меѓутоа која што пред се му пречи на окото додека треба да гледате. Значи и сијалици. Сиромашните луѓе кои купуваат наочари за читање на пазар, купуваат само стакло кое им помага нешто да прочитаат, ама ништо од ова го немаат. Ке идеме за тоа. Кажете ми, дали ми советувате дека луѓе кои немаат потреба од диоптрија, да имаат рамки со стакло чисто антирефлексни и така да ги користат? Ако работат 5, 6, 7 сати на телефон, дефинитивно да. Многу ќе ви биде благодарно. За да им земам на децата, значи, дали ја можам да им купам
без диоптрија, стакла, само антирефлекс Секако и дека- дали тоа вреди воопшто да вложам во значи, такво нешто? сигурно дека вреди и доколку нема никаква диоптрија во ред, ги правиме нели без диоптрија. Меѓутоа многу често и да нема диоптрија надалеку, мала диоптрија за помош на очите и на очната мускулатура треба да се стави. Сега тоа јас на преглед која ќе дојдете, нели ќе го одредам и ќе ви Дури кажам минимална. треба, не треба. И најминимална 0,25, ако постои и ако му помога на окото, треба да се стави. Затоа што тоа е намеска, значи тоа е помош. Така, значи ние ги ставаме очилата за да ни помогне. Помагаат стаклата, меѓутоа треба и диоптерче, доколку знаеш има како потреба. велам, ако немаш потреба, немој, барем некоја таква да речеме, кружи, бидејќи ако земаш веќе наочари, само може да ти се зголемува или барем да го застане. Но Или покасно малку. Аха. Не денес, ај за една година. Какви се вашите сознанија, како е вашиот совет по тоа Па, прашање? тоа има логика, значи некоја, меѓутоа не е Не држи? правилно. Па не е правилно, не. Затоа што дури, инаку зошто би викале дека треба дури кога нема диоптрија да се ставаат антирефлексни стакла, значи да се даде колку што може на окото заштита, инаку тоа не би држало вода така. Значи би рекле не, тоа нема врска, не треба тоа да се прави. Меѓутоа тоа не е така. Значи треба да се очилата со одредена заштита, сега без разлика, добро, со мала разлика, меѓутоа барем да ја има таа основна заштита антирефлексна и понатаму, во зависност од тоа нели колку користите телефони, дали овие со сината заштита или овие други и така натаму. Но ајде да Конкретно, сумираме. да. Млад си, немаш потреба од наочари, Носи сепак наочари. земи носи Да. наочари заради антирефлексот. Точно така. Значи тоа, да. И другата мисконцепција, значи она што луѓето често пати мислат дека кога имаат мала потреба, односно малку почнува нели тој процес на да не можам да фокусирам од блиску, као ај да оставам уште малку да се мачи окото. Значи окото ќе се мачи, вие ќе имате главоболки, нема да гледате убаво, ќе се нервирате, нема да си ги завршувате задачите на време. Се качува Зошто? притисок? Сето, ете така, точно. Зошто? Црвенило, нема потреба. Само ќе се ставите очила со добри стакла и со адекватната диоптрија на време и како иде времето, значи ако треба за 6 месеци ќе искоригирате за малку. Значи доколку Кои има се тие потреба. наочари кога викаат кога имаш кратковидост, кога имаш далековидост, стави наочари, а ако ги ставиш на време, можеш и да го коригираш видот. Па сега баш дека може да се коригира видот, тоа Ова се приказки. малку приказки чаршиски, да. Значи ќе кажам една работа, значи очилата имате симптом, не гледате, они го решаваат симптомот. Значи на негледање. Но Ги не го вадите лечат. очила, не. Значи тоа не е лечење на проблемот. Сега е пак да се навратиме малку на источњачкиве моабети. Значи само тие вежби кои што се реално го вежбате окото, го вежбате мозокот, како вие да гледате без очила, само тоа е реално решавање на проблемот. Значи очилата имаме симптом, ги ставаме и гледам. Значи ги штитам. Тој природен процес кога се старе од 40 година натаму, велите од 40 до 60 година. Па се тоа, да. Е тој Тука- некој просек каде што веќе расте диоптријата до минус, Не минус, до плюс е тој дел за блиску. пардон, се извинувам за блиско, до плюс 3, така? И тоа Не, се вика зависи од кратковидост, диоптрија. така? Не, тоа е презбиопија. Значи кратковидост е Ај, не ги знам термините. Ако, нема Океј. проблем. Значи, презбиопија е моментот кога гледате се добро надалеку и после 40 година ви се јавува проблемот со близината. Како Тој може? обично оди дека е плюс двојка. Е така. Ако е ова е чиста физика. Значи фокусот на плюс А двојка тие што стакло е идат на 0,50. плюс тројка? Тие значи имаат плюс единица за далеко. Ја немам проблем со надалеку. Па него осеќате, иначе имате, да. Сум ве прегледала, знам. Имате мала диоптрија надалеку. Меѓутоа не го осеќате проблемот. Сега тоа е друго. А тоа е веќе она мозокот не ми го Тоа е перцепира? веќе, да, значи тоа е многу малку, многу постепено и мозокот се навикнува да изострува. Значи мозокот се навикнува да гледа, да ја изостри сликата. И без помагало. И се Бидејќи кога ми дадовте вие такви наочари за надалеку, ја не гледав подобро.
Мислам, кога ги тестиравме, она за да Не, направи. читавте подобро, само што не ви правеше разлика со и без. Така би го сумирала ова. Добро. Значи, не ви прави разлика во смисла на тоа дека е многу лесно мозокот си го компензира тој мал проблем. Од околу 0. Но ја имам проблем со читање од блиску. Со читање од блиску, значи, така. Ја сега да менувам наочари за од блиску, па да ставам наочари за далеку, мене ми е проблематично. Тоа е добра една проблематика, друга што исто ја споменавте точно. Значи, тоа е многу проблематично и многу досадно и не може секогаш човек и да го направи. Возите кола, значи шалтаблата не ви е матна. Звони телефон, сега кога нели возиме не треба да гледаме на телефон, кога не гледам ми е матна. Затоа што е тоа, негде од прилика 1,25 1,5 треба диоптрија за таа дистанца. Ама шалтаблата е веќе на 780 см. А телефонот е на 30. И сега овдека е една диоптрија, таа е друга диоптрија. Далеку е трета. И сега 3 наочари. Да, вака. Или пак подобрата нормална варијанта да се стават сите тие во еден пар наочари и тоа е па да, ако можам така да се изразам, спас. Значи тоа се тие мултифокални или прогресивни очила кои што нудат да имате, значи на едни очила и за далеку, и за блиску, и за сите оние средни растојанија. Што е многу важно. Имаат различни фокусни на поглед подоле за од блиску, а погоре за од далеку. Различен фокус, точно. Значи различна диоптрија. Да речеме, еве, за да ги поедноставиме работите, за далеку имате, например, плюс единица. Ама тоа е физичката, самите стакла имаат физички поинакви својства, физички, например... Да, поинакво, скроз поинакво. Не се забележува тоа, ако мислите на тоа, дали се гледа. Дали јас можам да видам дека вие имате такви стакла. Не, тие се како моиве. Значи, ја ова, прв пат го приметив, ова е нешто ново во офталмологијата? Во оптиката или не знам како се вика вашата... На 40 на години. Ова со бифокалните? Мултифокалните. Мултифокалните. Бифокалните уште повеќе. Си извинам. Да, тоа е стара работа. Стара работа е ова. Да. Затоа што секогаш сум се чудел како на страна јас и вие небитни суштества сме генерално за општеството, кога зборам за наочари, па како ќе гледаме, дали ќе менуваме. Но хирург, кога го гледам дека оперира и со истите наочари, после продолжува и си вози и врши операција, се чудев како го тоа. Но дознав дека просто нема ни еден хирург и лекар, особено од хирурзиве, кој нема такви наочари, како ги рекам, мултифокални или прогресивни, по правилниот, да речам, назив. Навистина, можат тие толку професионално да бидат корисни во... Ние 23 години работиме со прогресиви. Значи од тие и ги користат навистина лекари и хирурзите? Да. Па мајка ми е 25 години веќе со нив. Значи, нормално, тоа е, мислам, луѓе што... Вие ги изработувате во самата... Ние, да. Брат ви ги прави, оне... Да, оне оптичарот главен. Значи, тоа Цела што е... фамилија сте таму? Па, фамилиарен бизнис, да. Мајка ми го почна целото тоа, таа ни е столбот за целиот овој бизнис, да речеме. Така што јас и брат ми не ја наследивме буквално, меѓутоа така го проширивме на сите полиња. Добро, не завршивте медицински. Така. Значи, си го проширивме, значи да од секој сегмент да можеме да го Мајка, вие високо образована, вие сте ситна Боранија. Се знае кој е лекарот во куќа и кој е главен. Ама Боранија имали поздрав од Боранија. Се шегувам, поздрав, малце. Сепак е ова емисија Јади Бурек. Овие стакла се бараат еден специфичен природ и специфичен начин. Ми рековте кога разговаравме, многу се скапи, тоа го забележав, и специјални стакла, специјални нарачки и еден подолг процес. Зошто е тоа така и... Поинаков пристап малку бара, да, отколку обичните. Па вака сега, прво се навратам на овој коментар, да речем дека многу се скапи. Кога ќе ви каже некој, да речеме 100, 200, 300, 500 евра и сега вас ви се чини тоа нели многу. Прогресиви... Не ми се чини, мене ми е многу. Не, мислам, ама гледајте се. Значи, имате едни наочари за далеко, други за блиско. Со нив не функционирате. Трети за компјутер. И сега,
ако се сите тие три пара, Ray-Ban с убави стакла, верувајте ми, сето тоа повеќе кошта отколку едни очила за се. А прогресиви имате и за 6000 денари. Имате и за 1000 евра, значи Zeiss нема стакло испод 300-350 евра по стакло. Значи да се разбереме. Меѓутоа, Кој? па на пример Zeiss, овие светскиве фирми, значи да речам што се стакло постои веќе и фирма која не стакло, добро, пластични се тие материјали, меѓутоа да, стакло за гледање. Чекај, да се Rewind. Rewind. Zeiss, која ги спомнавте за оптиката на стаклото или за офталмички? Да, за оптиката на стаклото, да. Значи, не изработуваат само микроскопски, мислам за микроскоп леки за погледи, телескопи, така натаму, офталмички. Точно, да. И тоа се смета... Сите тие... Ова не сум го знаел. Спомнав, бидејќи Zeiss е најпознати како бренд. Инаку сите светски фирми. Застапени си и тие кај вас? Да, ги има... Луѓе си има кои знаат ова, го познаваат. Не се како мене, табули рази, кои се крајно неинформирани. Има и стакла кои што не чинат толку многу. Значи, како што ви кажав, има и за 6000 денари. Сега, која е основната? Не, за двете. За парот. Да. Сега, сите тие очила функционираат, да речеме, на потполно истиот принцип. Значи, горниот дел е задалеку, па постепено таа диоптрија се зголемува најчесто или може да се смали во случај на минус, да не вас будам повеќе, се менува, еве да речеме, и доаѓа до таа диоптрија која што е за блиску. Сега, таа промена се одвива внатре во самата структура на стаклото, за да вие вака не го забележите. Постепено, низ тој така наречен прогресивен канал, се менува диоптријата и тој прогресивен канал може да биде потесен и вие да треба малку како повеќе роботски движења, да речем. Значи, гледате право, меѓутоа веќе за тука да погледнам ми е матно. Морам да ја свртам главата. Сега, како оди технологијата понапред, значи, луѓето ги кажуваат своите проблеми, овие беа првите пред 20-30 години прогресиви, и луѓето ни кажуваат како да имаат чувство да гледаат низ тунел. Значи, вас ве гледа, меѓутоа тука се ми е матно. Меѓутоа и на нив се навикнуваа, и тие си ги носеа, бидејќи тогаш немаше подобро. Како луѓето почнуваат да имаат искуство, да ги кажуваат фидбек од самата проблематика што ја имаат нели со носењето на такви очила, така нормално фабриките почнуваат да инвестираат во она што може да го подобри видот. Тахикардија ме фати. Ама не ќе ти кажам зашто се возбудив. Имам конкретен проблем. Прво, јас се наоѓам овдека, дозволете ми, режија, ќе станам, ќе го оставам микрофонот, морам да го покажам ја ова. Конкретен проблем, а предпоставам дека и некој, јас се извинувам на гледачите што го правам ова, но предпоставам дека ова ќе ми биде од користи на сите. Не, борете, нема проблем, се враќам на позиција. Значи, ова е дел од вештачкото осветлување кое го имаме овдека да изгледа вака убаво, полно за око, медиумски, визуелно покрај мојава фантастична екипа која вака убаво ни ја мести. Значи, ја имам оваа осрамова, квалитетна, 55 ватна, 4000 лумена. Ја вакви имам 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, по 6, 42 илјади лумена имам ја во студиово. Ја, за разлика од сите новинари, јас сум секоја вечер. За разлика од сите новинари, дури и да се секоја вечер, јас сум по 120 минути. Значи, количината на светлината ми е голема. Мене ми треба, искрено да ви кажам, на моменти, ако се ме памтите кога ви дојдов, дај ми темни наочари за студио, да видам некакви фотогреи, така ми рековте, само на дневна светлина. Но од друга страна, ја имам проблем. Значи, бидејќи јас сум ниска продукција, немам луѓе кои седат на компјутер па бираат што. Ја имам мобилниот ми е пред мене, порака да прочитам. Имам компјутерот, но треба да се свртам и кон колегата. Он ми дава некој знак, ја да видам што ми кажува. Он гледате во темница. Ова е црна темница за мене, кој ќе го тргнеш од сево ова. А каде има човек таму? А каде има човек таму? Дечко на Успидо таму е. Билдерот. Сакам да кажам дека не полимултифокални мене ми требаат за тука, за овде, за една камера, за друга.
Оти, ја треба да им знаеш како викаат гледачите? Јанко, гледај ме кога ти зборам. Што да гледам? Да. Мислам, гледате, Да. нели, Так. визуелно нив им изгледа дека ја можеби не внимание, а само ги слушаш. Бидејќи овдека една камера и ќе ја видиш, другава не се гледа, третава у кадар кој е и ти дел. И сега ради тој бонтон, а мене ми е тоа потребно. Кога ќе заврши, слепа кокошка, па треба и да возам, па треба и да видам у ова. Значи, јас сваќам дека мене не едни 5 наочари ми требаат, ама од друга страна, па некој инат ме држи, неќам наочари да носам. И сега, вие ме советувате дека навистина Е редно време да си помогнете. Да. Па, тие се помаш. Така што, само ќе ви помогнат. Значи, нормално, како и се друго, треба малку период да се адаптира мозокот. Значи, да гледа на поинаков начин. Односно, да свати кој дел од стаклото треба да го користи, за да гледа на одредена далечина. Добро, луѓе купуваат, вика, абе немам ја ова пари. И иде у аптека за 150 денари, абе ја плюс двојка ми одговара нема пари, ама кој и ќе ги нема соберете проблем. сите, Што е, се повеќе од зошто не е добро, зошто не е добро купување ефтини наочари? сега, ама ефтино и готово се малку, да речеме, добро, слични, меѓутоа не идентични работи. Значи, готовите очила се прво 2, 3, 5 евра, не знам колку се 300 денари. Значи, кај нив имате готов производ кој што е со најлош квалитет на стакло. Значи, една, друга, трета фабрика си користат нивни различни Затоа и цената машинерија, каква е. ете така. Меѓутоа, многу е битно репроматеријалот да е здрав, да е чист, да е транспарентен. Тие фабрики, рака на срце, имаат, значи, многу голем отпадок. Тој отпадок завршува во тие готовите очила, кои што се, за да биде 300 денари, тоа не може да биде репроматеријал кој што е поминат 5 пати на машина, кој што е виден од вработен човек, значи не може тоа да биде, така што за кост ефектив да биде, значи да се намали цената, мора да биде тоа дам производ, значи некој производ кој што е нечи отпадок. Сега, значи тие неквалитетни стакла, освен што не се квалитетни самите стакла, значи немаат што немаат никакви заштити, меѓутоа самиот материјал е многу нетранспарентен, значи неубав. Значи тоа и се гледа. Како буквално како полузамагленки, заматенки ги гледате тие стакла. Значи, ова стакла што ги плаќаме малце поскапи и со сите филтри, гледаме едноставно многу подобро и помалку повеќе светлина влегува, точно така. И помалку напорно за очи. Помалку напорно. Од друга страна, готовите очила не само што не е квалитетна пластиката, туку не се центрирани на вашето растојание на зеница. А тоа е многу битна работа. Што е тоа? Што значи тоа? Ние секој човек има одредено растојание на зеници, кое што е, да речеме 62, 63 и така. Оние биометриски податок кој ќе ти ги стави очите колку до колку тие... Од колку до така. Од овде, од едното, од центарот на едното око до центарот на другото око. Токму тоа. Добро. Тоа е растојанието на зеници. Значи растојание од едно око на друго. Двајца исти нема. Па има. Нема. Не идентични, ама нема. Да речеме неколку, да. Нема идентични, меѓутоа да речеме, мислам исти во смисла на тоа дека ќе излезе 62 кај вас и кај друг и кај трет, тоа да, меѓутоа тоа не е идентично, меѓутоа е доволно да се запази до прецизност од милиметар. Значи 62 или 63 не му пречи на окото или делови од милиметар. Меѓутоа му пречи да е 52 или да е 72. Кога ќе отидам кај вас, кога ми ги направивте и овие, затоа ми се подобри од сите ефтини, иако иста диоптрија, затоа што фокусот сте ми го направиле точно спрема... Точно. Аха. И не е само фокусот, значи растојанието, туку и висинската разлика. Значи, никој од нас не е апсолутно симетричен, нели? Ни очите, ни ушите, ни носот, значи едната другата страна. И тие милиметарски тие прави дел од разлика? милиметарски разлики, да. Тука е најважна кај еднофокусните, односно овие што се само за читање. Тоа и не е, да речеме, толку многу битно. Меѓутоа, кај прогресивите,
тука веќе одиме до прецизност од половина, помалку од половина милиметар. Што е тоа прогресив? Тие што ги споменавме преска, мултифокални за сите дистанци. За све. Да ги ставам и да не ги вадам и све да ми користат. Точно, за се. И далеко и блиско и читате и одите и пешачите. пешачите. Имаш такви за пливање? Се шегувам. Има. Ке ме видите утре. Така малку. Во купачи ако излезе Јанко. Слушај да ти кажам кога ќе отидам на море со овакво и со тоа сум. Да, готово. Крај. Не искачам успако ќе влезам у џакузи. Шега на страна, раскажете ми за ова. Значи, ако не се... Па имам неколку прашања да ви поставам од гледачи. Супер. Значи, доколку тоа не се направи перфектно, прецизно, имаме, да речам, на помалку се направи или на повеќе, тогаш се поместува целиот тој, што ви кажа, преска прогресивен канал. Значи, тој мора да е наменете, од фабрика е, значи, самото стакло заработено, на тој начин да горниот дел е цел задалеку, па постепено се намалува во тој канал. И сега тој канал мора да биде перфектно каде што треба, каде што му е местото. Ако вие го поместите растојанието, се поместува и тој канал. И веднаш доаѓа, гледате како прстот ми доаѓа тука, значи фактички не гледам низ јасниот чистиот дел, туку треба да го поместам окото навака. Тоа е најважната работа при избор на прогресивни очила. Тука е брат ми, значи главниот го има главниот збор. Значи доколку не е во ред, значи дали рамката, дали диоптријата и така натаму, тие очила не треба да се изработуваат. Значи ние често пати и тоа го правиме, односно во консултација со клиентот, бидејќи сепак нели вие сте тие што треба да ги носите очилата, треба да ви бидат убави, лесни се. Ние прво бираме да ни се убави шминкерски, но важно е и да бидат удобни. Мора да имаат некои одредени параметри кои што не смеат никако да бидат изоставени или малку забошотени и така натаму. Например, е величината, големината на рамката. Значи, ако рамката е премногу малечка, ќе се скрати делот за читање и ќе се скрати делот за далеко. И нема функцијата да ви биде добра, да речем. Значи, оклите отпаѓаат. Да не е премногу заоблена рамката. Затоа што колку е позакривена рамката, толку аберациите, оптички несовршеностите што ги има секоја стакло на периферија, се потенцираат уште повеќе. Ние жените во модата вам ви одговараат огромни рамки и убаво изгледате со нив, па дури, како да кажам, ви даваат додадена вредност на така. Ние делуваме постаро со нив. Не. Мажите многу софистицирано и елегантно изгледате со очила. Тоа го имам чуено и со... Ето така. Само вие не ви се задоке мене, јас сум ви матна. Не се. Ме убедивте. Значи, ја бев кај вас на преглед и не ме убедивте. Се повлеков, ама после овој разговор, прво утре идам у НЛБ да дигнам кредит, а после идам кај вас. Не, шега на страна, ја стварно морам да вложам, и од безбедносни и од секакви аспекти, бидејќи на крај мене ми требаат и наочари за да не се тресам и да заспиам со нив. Луѓе заспиваат, па ќе ги искриви, па ќе ги нагад. Значи, сум приметил дека еве ги овие Рей Банов, најобични, ама издржа, ја не знам што не издржа, и плажа, и возење, и копање, и орање. И овие 6-7 милијади денари ми се најдобро вложени. Секако дека има и поскапи, до Филип Старк можеме да идеме, ама вреди дефинитивно. Но, има и една работа, луѓе која ќе купат оние ефтини, он купува минус 2,5, да речеме, или двојки. Плюс двојки. Да, двојки. Кажете ми, што тогаш двете очи исто, но двете очи немаат иста диоптрија. Точно така. Тоа е другата и има трета причина зашто се тие многу лоши за видот. Значи, доколку вие имате мали разлики, како што најчесто и е случајот, 0,25 да речеме така, тогаш тоа не ви пречи многу. Меѓутоа има луѓе кои што имаат по 1,0 диоптрија разлика. Имаат 2 диоптрии, имаат астигматизам, цилиндар, кој што го нема на тие готовите, тогаш тие вршат работа за многу кратко време, меѓутоа доколку не се променат стаклата со адекватната диоптрија, тогаш нема да можете да ги користите подолго време или ќе ги користите бидејќи морате, нели на пример немате друга опција, меѓутоа ќе може да ве боли глава, да ве напрегаат, да сакате едноставно да ги тргнете
секој момент кога можете. Лиле, Виберот дали ти е уклучен? Да. Ти праќам сега една порака, не знам дали ќе ја стигнеш, а ја во моментов ја читам од господја Ема Маљан, малку е подолга. Вика, имам диоптрија на десното око -7, а на левото +2,5. Носам леќа на десното око и на очари на левото. Пред неколку месеци ми се појави нешто на окото како да имам бришач за затварање, отварање на окото. Тој бришач ми смета и не можам да ја носам леќата. Бев на лекар, на офталмолог, ми рече дека ќе си го носам, тоа е повеќе ми пречи и не можам да ја носам леќата, чувствувам печење и сувост во окото, ако може совет. Она е и сликар, прекрасни слики, ќе ја поканам на ивеце, Самук, и прекрасни слики во стилот на Густав Климт и еве интересна ситуација. Што дека може ли кај мајка и да ја пратиме нешто? Контактните леки не ги почнавме како тема. Ќе ги збореме после само конкретно за незе, може да ја кажам. Значи ова немам доволно информации да знам дали е тоа на предниот сегмент, значи дали е на леќата или е нешто што таа го гледа во видното поле. Доколку е тоа нешто на леќата или на може да биде на конјуктивата која што пречи на господјата, тогаш треба да се заменат леките доколку е на леќата. Доколку е на конјуктивата, значи на окото, од предниот сегмент треба да се види дали е тоа масно ткиво, па тоа точно како што и кажале ќе си го носи. Постои терапија за тоа да се намали да се симптомите, меѓутоа треба да се види што е. Доколку е нешто што е на задниот сегмент на окото, бидејќи господјата вика како да имам брисач, ама и смета. Значи, дали смета при трепкање или пречи во видот. Доколку е во видот и пречи, тогаш тоа е нешто со задниот сегмент на окото, нешто за што јас, доколку тоа го видам на преглед, ако дојде господјата кај мене, ќе ја препратам кај мајка ми. Односно на друг офталмолог, ако сака. Меѓутоа, треба да се види конкретно дали е проблемот со предниот или со задниот сегмент. Како што го објасниле, дека ќе си го носи тоа секогаш, веројатно е на задниот дел од окото. Меѓутоа не можам да знам од овие информации. Леки и зошто се носат леки, зошто не на очари, зошто е контактни? Па еве господјата има најчист пример за тоа кога има индикација да се стават контактни леки. Разлика од 9,5 диоптрии на очите. Значи мозокот може да трпи реално до 2 диоптрии разлика или доколку од малечко детето носи очила и има 3 диоптрии разлика, па е навикнат на тоа, мозокот може да тера, мислам да си носи и 3 диоптрии разлика во двете очи. 3 диоптрии разлика, значи едното е плюс единица, другото плюс четврка. Минус двојка со минус петка, минус шестка, да речеме максимум. Меѓутоа, над тоа, мозокот повеќе не може да ја трпи различната слика која што му доаѓа, не може едноставно да ги спои тие две слики. Прво, заради тоа што е големината на сликата различна, значи на минус единица не намалува скоро воопшто, меѓутоа на минус шестка намалува многу стаклото. И таа различна слика мозокот не може да ја спои. Плюс 2,5 господјата рече и минус 7. Значи, минус седмицата смалува многу, зборувам, стаклото намалува на очилата, а плюс 2,5-ката зголемува. Значи, тоа ќе има двојна слика, blur vision, значи тоа не може човек да го поднесе. И затоа се стават контактни леки. Контактната леќа лепи директно на окото и поради тоа тие разлики во големината на сликата не постојат. И тука само може да се даде значи целосна диоптрија колку што му треба на секој око. Тоа е една, еве конкретно бидејќи гледачката поставила прашање, е таа, да речем, индикација за контактни леки. Ја конкретно сега ве прашувам, зошто некои луѓе бираат да носат контактни леки, а некои да носат наочари? Има ли тука некоја разлика, треба ли нешто да се внимава на тоа? Изборот најчесто е поради тоа што луѓето не сакаат очила да носат. Еве искрено јас си носам контактни леки. Сега баш се размислував дали да си дојам со леки или со очила, меѓутоа бидејќи знам дека во студија посу воздухот може да ми пречат јака светлина и одлучив да си дојдам со очилата. А инаку некогаш одам на работа и со контактни леки, некогаш со очила, зависи. Меѓутоа основната работа кај контактните леки е да не се претерува со нив, значи да не се носат по цели денови, иако рака на срце има луѓе кои што си ги носат по 12 часа без никакви проблеми. Син ми мој
од време на време носи леки, ги земал од кај вас. Зошто носи леки? Што он има проблем со гледање надалеку? Сега јас знам дека има проблем, ама не одговори родител сум, не ги знам сите детали. Зошто он Да, како јас што имам проблем, да речеме за А дали носењето на леки му прави после проблем за читање од блиску? На млад човек не. Не. Па после 40 година доаѓа тој проблем. Сигурно дека не е исто. Секако и кај младите луѓе, јас себе, на пример, моите пациенти секогаш при дискусија и кај тие што носат или тие што сака да почнат да носат контактни леки, секогаш мојата да речем ги им советувам да ги вадат, односно да се соочила пред компјутер кога се. Затоа што не се 5 минути, не се половина час, се многу часови. Дали леки се носат за кратковидост или долговидост? За се. Има и за астигматизам, и за Дали има интерес, луѓе сум видел, чисто од естетски причини носат да сменат боја на... Има и таква работа? Има и за... Без диоптер? Има и за без диоптер, да. Има и без диоптер да боја. И тоа многу интересни бои, многу интересни. Да. Тоа исто има кај вас? Има, да. И тоа? Не сум знаел. Доста интересно. Сега, докаде е технологијата ме интересира. Ако наочарите има мултифокални наочари, со мултифокални стакла наочари, наочара е рамката. Стаклата се мултифокални кои се очигледно и днината на се во ова и совршениот избор. Барем ја таков печаток добив. Дали има такви леки? Има. Меѓутоа во Македонија малку сме лимитирани со она што да речем фабриките и дистрибутерите го увезуваат. Значи за сега имаме само за класична миопија, далековидост, кратковидост, односно и далековидост плюс и за со астигматизам. Нема во боја. Значи прогресивни боја нема. Или ќе имаш зелени очи или ќе гледаш, не може двете. Што е наин? Ray-Ban, Окли, Полис, Армани, вака сега збориме шминкерски. Шминкерски. Повеќе би рекла дека е тоа со формите, со материјалите кои што е нели ин или не. Јас конкретно не сум нај-ин во моментов, бидејќи по-ин се оние као мачкаски форми, помалечки сега. И да речеме веќе почнува малку да се менува на кај метал повеќе отколку пластичниве. Меѓутоа се уште во овој момент се пластичните, меѓутоа веќе не толку. Што препорачувате? Дали ги препорачувате да бидат класични? Еве ја носам пластика бидејќи многу ми е отпорна. Многу е отпорна и многу е квалитетна. И полесна е на носот. И полесна. Да. Но од друга страна, дали препорачувате да бидат оние со федери кои фино ќе прилегаат, па можеш оној фокусот да го имаш, или да бидат овие обични? Чисто зборам од практични причини, колку што почесто ќе ти дојде на сервис. Сепак и оние што може да се расчепат се убави за на глава, нели, или да ги... Иако брат ми ќе ви рече, ночарите се за на лице, не се за на глава. И рака на срце, најчесто... Брат ти го поканив, одби да дојде, така да нема право на глас. Човекот си рече, не, вие си почнете. Се шегувам. Он е техничар, може би за стручно, ако ја не знам како ќе предизвика, прв пат правам ваква емисија, очигледно е голема тема, а мислам дека нема човек кој нема потреба од ночари, и мислам дека има гледачи кои многу се поинформирани од мене, но има овдека работи кои тоа како ќе треба и со лекари, може би мајка ви да гостува, каде што, нели, бидејќи... Окој упрешање? Ја, као дисџокеј, може би сум изгубил 20% од звукот, не е толку страшно, ама да изгубиш од видот, тоа е, ова сетило е најважното од се. Визус се наоѓа, драги мои, на улица Македонија. Можеш компјутерот мој да го даеш, ние сме на Google Earth. Одозгора, ако гледате, ова е плоштадот и на улица Македонија. Мислам дека дури и се уште ја има старата ваша продавница со стариот ваш излог. Да. Стариот излог, ова Google Earth како го оставил. Да, стариот излог, сега е сосема видоизменето поинаку.
а и овдека нема место да се помине, пошто се е од кафани и столици. Да. Ставен. Добро. Точно. Ништо, се гледаме, ја ви благодарам на... Не очекував дека олку ќе заглавам со вас, дека отворив, начнавме една многу интересна тема, ама ќе земам некој леќи боја чисто у емисија така како ноктите твои, некоја таква боја. Сиви. Не, нешто. Ама сивото. Не, онака како хаска. А сиви викаш онака Сиво, хаска, тоа е тоа. Никош не сум стела. Ништо, ајде утре кај тебе, ќе пробаме. Забавljаме. Ќе видиме. Да. Лиле, многу ви благодарам за вашето гостување, многу благодарам за информативниот разговор. Поголемиот дел на вистина беше за општо добро, за општо здравје и се надевам дека некој излекол. Секако вие можете да се консултирате, сакате со нејзе во Визус. Исто така има многу способни, многу квалитетни други оптичари. Разговарајте со нив, важно разговарајте. Информирајте се. Информирајте се. Точно. Само човек ако ги има вистинските информации може да си ја донесе правилната одлука. Ова е толку, со ова добивате, со ова губите. Не постои едно решение кое што е идеално за сите. Тоа ако некој ви каже ве лаже. Значи треба да се види според тоа што вас ви треба, вашите потреби, вашиот джеп да се најде она што е најадекватно решение. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.